Оваа пресконференција е посветена на галопирачката, растечката цена на дизелот и бензините и она што ние веќе со недели и месеци наназад го тврдиме, го велиме и апелираме, а тоа е дека акцизата која што ја наметнаа Зоран Заев и Драган Тевдовски апсолутно секојдневно ја допира, ја оштетува и штети на македонската економија и на македонските граѓани. Почитувани присутни, ова е содржинскиот дел и ова се пораките кои што сакаме да ги упатиме, кои што се важни и за семејствата, и за граѓаните, и за економијата. Инфлацијата тропа на врата. Гледаме дека секој ден се зголемуваат цените на бензините и на дизелот, а од друга страна имаме ситуација во која што се зголеми акцизата од 3,5 денари од страна на оваа влада, од страна на Зоран Заев и Драган Тевдовски, и таа акциза трае веќе со месеци. Од тие причини, ВМРО ДПМН веднаш, неодложно, бара од владата и од СДСМ да се укине акцизата со зголемување на цената на дизелот и неговите деривати, која што ја наметна владата на Република Македонија. Цената која што ја праќаат граѓаните, економијата, автобуските превозници, понатаму камионскиот транспорт, но консеквентно и сите останати кои што се погодени со оваа инфлација која што се случува на Македонија е секојдневна. Од тие причини бараме веднаш и неодложно укинување на наметнатата акција на дизелот од 3,5 денари која што ја наметна владата на Зоран Заев и Драган Тевдовски. Трошоците за економијата се огромни, се работи за повеќе од 40 милиони евра на годишно ниво. И доаѓаме до исто така еден фрапантен заклучок, а тоа е дека откако Зоран Заев е премиер, цената на дизелот во Македонија се зголеми од 46, еве гледаме на 65 денари. Тоа е зголемување од повеќе од 40%. Повеќе од 40% отиде нагоре цената на дизелот во времето на владата на Зоран Заев. Бројките се страшни, се влошуваат и од тие причини треба да имаме одговорни економски политики кои што ќе ублажат болката која што ја чувствува и стопанството, и граѓаните, и сите оние предпријатија чија што фундаментална дејност е директно поврзана со транспортот, пласманот, дизелот и сето она што има потребно за работа.